Невропсихијатарот Мице Дудучки заедно со својот син психолог е меѓу првите лекари кои се пријавија на повикот на Министерството за здравство за доброволно помагање на лицата погодени по разорниот земјотрес во Турција. Дудучки, кој е поранешен воен лекар со значајно искуство од масовни несреќи и катастрофи, смета дека е неопходна итна помош и изгрижување на психотравматизираните луѓе за да се заштити менталното здравје. Појаснува, жртви не се само оние со физички повреди, туку и сведоците на сликите кои што секојдневно ги гледаат. Тоа се навистина грозоморни и мачни слики, па дури за мене кој имам искуство и од војната и во поплавите во Србија, Босна, во земјотресот во Хрватска. Така да сметав да покренам една иницијатива како медицински работници, лекари, медицински сестри, болничари, парамедицински персонал, покрај спасувачките екипи, против прозорните екипи, да се ангажираме, да го заштитиме менталното здравје на оние кои се под интензивна психотраума, како што е конкретен случај. Тоа беше мојот основен мотив и кога му соопштив на синот, тој вели, па може ли и јас да одам како тазе психолог, пред можда 2 недели дипломираше, и реков зошто да не, оти нашата професија пред се е хумана и сметам дека и во такви военни услови треба да покажеме не само емпатија, не само материјална помош, подршка, туку една конкретна активност во згрижување на тие страдалници. Во овие тимови прва треба да се ангажирани хирурзи, травматолози, пота интернисти, педијатри, но рамо до рамо и нашата психолошко-психијатриска служба, затоа што психичките трауми не се помалку тешки од физичките трауми. А кога се удружени една со друга, тогаш можеме да сватиме што таа личност, тој организам, тој човек доживува, па од тука еден таков холистички пристап, паралелно со телесните повреди, да ги третираме и психичките повреди, односно психотраумите, само психотраумите, кај оние кои немаат физички повреди, но за жал бројките говорат дека е голем број на жртвите, а секако дека бројот на повредените е многу поголем, а бројот на психотравматизираните може би 10-кратно поголем од бројот на оние кои се физички повредени. Невропсихијатарот апелира до здравствените власти тимовите што поскоро да се формираат. Вели за доцнетата интервенција го нема истиот ефект. Многу е битно време кога ќе се пружи таа помош. Од друга страна, имам голем број пациенти со посттравматско стресно расстройство кои учествувале во боиштата во Авганистан, во Ирак, и бидејќи таму не постоела ваква служба, голем е бројот на тие пациенти кои страдат од посттравматско стресно расстройство, а за жал во Куманово имаме и 3 случаи на самоубиства на пациентите кои страдат од посттравматско стресно расстройство. Од тука потребата да превенираме, тоа се луѓе кои после се тоа треба да продолжат со својот живот, меѓутоа со помалку штетни последици пресевар нивното ментално здравје, односно врз развојот на помладата популација. Тој потенцира дека помош по враќање треба да добијат и лицата од нашите спасувачки екипи кои заминаа во Турција, бидејќи како што вели сцените и сликите остануваат долго во свеста. Сигурно и на оние луѓе кои директно ангажирани во спасувачките екипи, во расчистување на теренот, во излекување на мртви, на ранети, тоа се сцени и слики кои не се бришат толку лесно од свеста. Така да и после враќање на дел од нив им е потребна таква стручна помош и таа ќе им биде секако пружена. Не постои човек кој не може да биде психотравматизиран и кој не доживеал стресна ситуација. Пред се, од самата личност, од низините одбранбени механизми кои ги поседува, дали се тие зрели, дали се незрели, инфантилни одбранбени механизми, од резилиентноста, од отпорноста, резистентноста која ги развира према стресните ситуации, меѓутоа многу зависи и од оној систем на вредности кој е погоден. На некога често и достоинството во колку се проведени, тоа е најголема траума, за друг е губитокот на работно место, за трет пак е прекина некоја емоционална врска или една палета на стресни ситуации, стресни реакции. И
ние како психолошко-психијатриска служба и во услови во времето во кое живееме, во една глобална социјална психоза, треба пред се и во иднина да се посветиме на јакнење на одбранбените механизми на секој индивидуа посебно. На повикот на Министерството за само еден ден се пријавиле над 300 лица од различни здравствени профили.